Очи ќе си извадиме. Ова се зборовите со кои висок партиски функционери ја опиша атмосферата во владеачката партија. Извори блиски до СРСМ, за Алфа вела дека медениот месец на Ковачевски привршува и дека лидерот на социјалдемократите се соочува со внетрапартиско незадоволство околу начините на владење на Ковачевски во владата, партијата, како и во коалицијскиот блок. Според неофицијални информации, масло на огнот додала информацијата за посетата на премиерот на Америка заедно со неговото семејство, на што реагирале и дел од партиските членови, кои рекле дека такво нешто не направил никој претходно. Дека на Бихачка работите не одат глатко е информацијата која излезе во медиумите, дека Ковачевски по кавга со своите пратеници поднел оставка. Оти како што пишуваат медиумите, имале недоразбирање околу коридорите и уставните измени. Наводно, дел од пратениците му рекле дека не може да гласаат како што ќе им нареди тој. Ковачевски ги демантираше овие информации, но сепак од опозицијската ВМРО ДПМН го повикуваа да објасни како Џафери му ја искинал оставката која тој, како што се шпекулира, ја поднел. Точно е дека Ковачевски поднел оставка, а Талат Џафери му ја искинал. Нека не ја замајуваат јавноста, нека каже Ковачевски како му е скината оставката и како отишол во Соединетите Американски држави и на крај нека каже пред јавноста кои се пратениците од СДС, од изборната единица 1 и 2 и некои од изборната единица 4, кои кажале дека нема да гласаат за промена на уставот. По повод на водната оставка, вчера се огласи првиот човек на ВМРО ДПМН Мицкоски, кој рече ниту една оставка немала да биде бегство од одговорност. Не мачете се и престанете да ја тонете Македонија. Дадете си оставка. Оставка на целата влада. Прифативте улога со која не можете да се носите, рече Мицкоски за Ковачевски и додаде дека владата ја води ДУИ, а СРСМ е само подизведувач и дека од секој државен тендер гледаат личен профит. Порача дека одговорност за сите криминали ќе има.